Dobar den, dragi učenici, dobre dojdovte vo e-učilnica na čas po makedonski jazik. Ja sam Burbuća Aliju, predavam makedonski jezik v osnovno učilište Istiqbal Tetovo. Ova video nastava je nameneto za učenici od 9. odeljenje. Ke ve zamolam pred sebe da imate bela list hartija i moliv za pišuvanje. Danes ние ke učime za predmet i vidovi predmeti. Sintaksa. Što je sintaksa? Je del od naukata za jazikot koji ja proučuva rečenicata. Rečeničniот член, врз кој преминува глаголското дејство, се вика предмет. Уште еднаш да повторуваме што е предмет. Реченичниот член, врз кој преминува глаголското дејство, се вика предмет. Во македонскиот литературен јазик има три вида предмет. Тие се директен, индиректен и предложки предмет. Директен предмет. Глаголското дејство директно преминува врз предметот. Пример, Јован јаде торта. Јас ја видов Бојана. Индиректен предмет. Предметот кој менува оној на кого му е наменето дејството. Примери, и донесов книга на Маја. Му купив подарок на Миле. Предложки предмет. Под предметот се поврзува со прирокот со помош на предлог. Примери, вчера игравме со Сашо. Зборува за кавгата. Зашто зборува за кавгата? Кога игравме? Вчера игравме со Сашо. Индиректниот предмет одговара на прашањето на кого и кому. Пример, му се насмевна нему. На кого му се насмевна? Им заблагодари на гостите. Кому му заблагодари? Предложки предмет одговара на прашањето колко и што, заедно со предлогот во реченицата. Пример, состанок за, во вас, зашто, во кого. Предмет и видови предмет. Членот во реченицата врз кој преминува глаголското дејство се вика предмет. Во македонскиот литературен јазик има три вида предмет: директен, индиректен и предложки предмет. Значи, колку видови предмети имаме? Три. Директен, индиректен и предложки предмет. Директен предмет. Примери, Меле јаде цреши. Меле ги јаде црешите. Глаголското дејство директно преминува врз предметот. Одговара на прашањето што за предмети и кого за лица. Индиректен предмет. Му донесов подарок на Ахмет, им реков на пријателите. Со предметот се именува оној на кого му е наменето дејство. Одговара на прашањето на кого и кому. Предложки предмет. Јас пишувам со пенкало, зборува за проблемите. Предметот се поврзува со предметот со помош на предлог. Одговара на прашањето кого и што, плюс предлогот во реченицата. Удвојување на директниот и индиректниот предмет. Една од најважните карактеристики на македонскиот јазик е удвојувањето на предметот. Удвојувањето се врши на тој начин што со зборовите кои вршат функција на директен и индиректен предмет се употребуваат и кратки форми на лични заменки и повратна заменка. Долги и кратки заменски форми се еднина јас, мене ме, мене ми. Второ лице ти, тебе те, тебе ти. Трето лице тој, него го, нему му. Та, неа ја, нејзе и. Тоа, него го, нему му. Множина, прво лице на ние, нас не, нам ни. Вие, вас, ве, вам, ви. Тие, нив, ги, ним, им. Повратна заменка. Себе си, си. Со црно директен предмет, со сино индиректен предмет. Удвојување на директниот предмет. Директниот предмет се удвојува со следниве случаи. Со долгите форми од личните заменки, како и од повратната заменка. Пример, мене ме избра за председател на оделението.
Јас ги поканив нив на мојот роден ден. Себе си се обвинуваше во врска со новонастаната ситуација. Со членувани именки или именски групи, пример го отворија писмото и ја прочитаа пораката. Немам зборови да го искажам моето пријатно изненадување. Со показни заменки кои можат да се јават и со именки, примери, јас ова потоа го слушнав. За вас ја кревам ова чаша. Со лични географски имиња, примери, во паркот ја видов Симона, мајсторот го напушти Октиси, со односни заменки, детето спиеше под ќебето што успеало да го повлече. И за домашна, драги ученици, на празните линии напиши за каков предмет станува збор. Јас купив топка, каков предмет е? Јас учам за мене, им кажав на другарите, јас ја прочитав лектирата, тој дојде по мене, нему му ја рушив топката. Ви посакувам успех во учењето и ви благодарам на вниманието.